Продолжуваме понатаму, продолжуваме во студиото со разговор. Нашиот прв гостин е доктор Андреј Петров, специјалист по дерматовенерологија. Со него разговараме за меланомот, за самопрегледите на кожата, зошто се толку многу значени и како да ги изведуваме сами. Добро утро, доктор, иако си имавме прилика, можност сега малку да поразговараме пред разговорот. Мислам дека ако претходно секој разговор ни започнуваше со што е меланомот, мислам дека веќе е многу добро познато за каков тип на рак станува збор на кожата. И што сметате дека како информација е најважна за гледачите? Дали може би е тоа дека треба без разлика на временскиот период да ги прават само прегледите, или може би сепак нема се согласите со мене, па не недостасува едукација? Па мислам дека делумност е во право, дека она што беше табу тема сега повеќе не. Голем дел од луѓето добро се едуцирани, следат и медиуми, и социјални медиуми, и читаат, информациите се подостапни и знаат што е меланом, најголем дел од нив. Секако има луѓе кои не знаат, затоа и простор за едукација никогаш не е затворен, секогаш има можност и уште повеќе се дознае. И клучна работа во сето тоа е она што вие го споменавте, само преглед. Зошто? Заради тоа што кожата има една особина која немаат другите органи, може сами да ја видиме. Значи можеме сами да се прегледаме со систем на две огледала и да видиме што се случува, и тука е тој прв чекор кој е многу важен, затоа што ако нешто приметиме, забележиме во рана фаза, шансите да бидеме излекувани се огромни. За каков тип на рак станува збор? Станува збор за рак кој е потекло од пигментните клетки на кожата, значи од така наречените меланоцити. Тие го даваат пигментот, тие се одговорни за пигментот кај луѓето. Да. И овој рак е карактеристичен не ексклузивно само за белата раса, туку го има и кај црната раса. Значи тие клетки кои го даваат пигментот на кожата поради нешто почнуваат неконтролирано да се делат и настанува рак на кожата, меланом, кој е најчеста причина за смрт од кожните болести и е најопасниот тумор на кожата кој постои, и од најопасните воопшто, кој што брзо се шири во лимфни, во садови, во крвни садови, метастазира во другите органи, за разлика од другите кожни карциноми, кои се релативно, да кажем, во долг период безбедни, остануваат ограничени на местото каде што растат. Меланомот има тенденција за брз раст и затоа е многу важно да се открие навремено. За да не дојде до таа фаза, кои се претходно фазите кои што може да се забележат, така, детектираат и јас кога велам треба само прегледи. Нема некоја шема, нема некоја слика приказ да ни објасните како точно треба да се само прегледуваме. Некако на граѓаните тоа е потребно. Кога станува збор, не знам, и за друг тип на само прегледи и детекција кај некој друг тип на рак, секогаш имало слика приказ. А кога ова нема. Што е тоа што треба да го забележиме? Ние вообичаено кога правиме онаа кампања за против рак на кожата, еднаш годишно, во целиот свет тоа се прави некаде во мај, пред почетокот на летото. Ние делиме брошури кај што покажуваме како тоа се прави со систем на огледала. Еве ќе објаснам за вашите гледачи. Значи, доволно е да се застане пред огледало, да се прво фронтално, значи напред, да се види дали има нешто што се појавило ново, некоја бемка која се променила, која отстапува. Па потоа со систем на две огледала, вртејќи се обратно, да може со секундарното огледало повторно да го гледате и оној дел кој е недостапен, тој е грбот, кај што можете исто така да видите дали има нешто ново, нешто што се променило, нешто што отстапува од нормалноста, да кажам, нешто на што не сме навикнале да го гледаме. И потоа со огледала се прегледуваат, да речеме, пазовите, делот помеѓу нозете и така натаму, каде што исто така може да се утврди дали некоја нова бемка се појавила, во наводници бемка, бидејќи меланомите денес се знае дека не се бемки и дека немаат ништо заедничко со бемките, туку дека тоа се малигни тумори на кожата, кои само во првиот период од нивниот развој не се препознаени и ние сметаме дека се бемки. Меѓутоа тоа се тумори уште од самиот почеток.
Така да тоа е начинот како се прави, доволно е, значи не можете со едно огледало, ви треба едно огледало статично и едно мобилно огледало кое би го држале во раката, со кое може да ја прегледате буквално целата кожа, прво фронтално, а потоа со вртење на телото да се прегледа и грбот и потоа да се прегледаат оние прегибни делови или фолдс што ги нарекуваат американците, значи под пазови, помеѓу носете и така натаму, да се прегледа буквално целото тело, да се обрати внимание и на ноктите и на прстите, меѓутоа и на стопалата, затоа што често пати тоа се делови кои не ги гледаме, а може и таму да се најде нешто што треба да го прегледаме. Докторе, ајде да зборуваме за детекцијата, да, но за третманот потоа. Веднаш се советува оперативен зафат? Да, таму кај што вака се има протокол, прво треба да се постави дијагноза. За да се постави дијагноза не е доволен ни само преглед, ниту преглед од докторот. Има една помеѓу метода, да кажем, која е многу добра ориентациона метода, која многу го зголеми раното откривање на меланомот, таа се нарекува дермоскопија, кај што специјален апарат се прегледуваат тие пигментни промени и може да се предпостави дали може би се работи за меланом, меѓутоа клучната дијагноза како и кај сите тумори е хистопатолошка. Значи мора да има хистологија за да се покаже дека е нешто малигни тумор. Значи да се или се прави ако е мала промената ексцизиона биопсија, ја вадиме во целост промената, или ако е поголема промената, тогаш може од неа да се земе делче. Значи не е табу тема земањето од делче. Често пати луѓето се плашат, неа чепка бемката да не нешто направи, што не е точно. Има контролирани студии во Америка на огромен број пациенти, кај кои се знае дека со механичка травма, повреда на бемката не може ништо да се направи лошо, така да вашите гледачи, ако сите оние што не слушаат, да се релаксираат дека секоја повреда не значи дека нешто лошо се случило и дека нешто треба да се мисли. И потоа се оди во зависност од хистопатолошката дијагноза врз база на протоколите на операција. Кај најмалите тумори, кај оние што се во инситу стадиум, некаде и 5 мм околу самата промена се оперира. Меѓутоа таму каде што е туморот од прв стадиум па натаму мора да има заштитен рап околу самата промена кој оди некаде од 1 до 2 см во зависност од стадиумот, понекогаш се вадат и некои лимфни жлезнички, се прават одредени боења за да се види дали има некои интранзит метастази, значи кои почнале да се шират лево-десно. Значи во секој случај хирургијата е првиот чекор и хирургијата е во терапијата на меланом. Значи нема терапија на меланом без хирургија на примарниот тумор, ако можеме да го откриеме. Понекогаш не можеме да го откриеме. Докторе, ги следите цело време новините, ги следите кои што ни доаѓаат од Соединетите Американски држави. За жал, некако немаме кајна статистика. Јас ве прашав за статистиката кај нас, не постои 98% велат во Соединетите Американски држави дека се излекувани од меланом. Кај нас таква статистика... Што значи тоа излекување од меланом? Вака се, прво таква статистика прецизна кај нас за бројот на излекување нема. Ние имаме статистика, да речеме, за инциденцата во државата, која се зголемува некаде на ниво на медитеранските земји. Значи, не сме како Австралија или, не знам, нордиските земји, кои некаде и 50 на 100.000 реферираат и 100. Меѓутоа, некаде на ниво на медитеранските земји, значи 15 на 100.000, што не е мала бројка, од 6 до 15. Така да, тука се вклопуваат сите овие земји. Мислам дека она што е важно е да се каже дека се зголемува инциденцијата, ама тоа се должи на два фактори. Се должи прво на факторот на она што вие на самиот почеток го кажавте, зголемената здравствена култура на населението, која рано доаѓа на преглед, и за среќа голем дел од пациентите кои ги откриваме сега се во ран стадиум, што значи можноста за излекување е безмалку 100%. Имаме луѓе, не знам, само оваа година 5-6 во нулти стадиум кои јас сум ги видел, така да тоа покажува дека луѓето порано доаѓаат и тоа е добро. А за генерацијскиот јас? Генерацијски меланома се јавува кај повозрастни луѓе. Често доаѓаат мајки или родители со мали деца, вознемирени. Можам да им кажам дека нема меланом до 10 годишна возраст. Или ако има, тоа е екстремна
екстремна реткост. Значи заради тоа треба да се релаксираат. Не велам дека не треба да се прегледаат, меѓутоа не треба преголема загриженост. Меланомот се јавува подоцна во животот. Најчесто е значи некаде во 5-та, 6-та деценија од животот, така да тоа е нешто што треба да се води сметка, а не значи дека и помладите луѓе не може да го добијат. Сме имале доста млади пациенти, зборам и во 3-та и во 4-та деценија кои сме ги виделе, но генерално се јавува подоцна во подоснежната животна доба. Меланомот е тумор кој има различни типови и кој вообичаено, она што вие самите го кажувате за преживувањето е поголемо кога ќе се јави во првите стадиуми, да речеме во нултиот стадиум, во инситу стадиумот и во првиот стадиум во нултиот е 100%, а во првиот стадиум на болеста е безмалку 100% исто. Значи, добро, доктор, што значи тоа дека се излекувани? Видете, излекување за кои пациенти може да кажеме вие сте излекувани сега? Не, во медицината се смета дека во 5 годишно следење, за 5 години ако не се јави ништо од болеста, дека вие сте излекувани. Значи 5 години се смета за некој период на следење кај што поголема е. А во тие 5 години какви прегледи треба да се прават? За 5 години треба да се прават. Има протокол кај што се знае дека во првата година после операцијата треба на 3 месеци да доаѓате да се прегледувате на дерматолог, да се гледа и местото на операцијата. Добро. Меѓутоа да се гледа и целото тело заради тоа што шансите да развие меланом на пациент кој веќе имал меланом се поголеми, секундарен меланом, некој втор, значи независен од овој првиот, се поголеми отколку во општата популација, кај луѓето што немале. Заради тоа треба често да се прегледуваат во првата година, тоа 3 месеци. Покрај дерматолошкиот преглед, евентуално дермоскопија, се прави, ако оцени докторот и одреди имеджинг техники, значи некои сликања, вака народски кажано. Да. Значи, ако бил во предел на градите, не знам, може да се направи одредени снимања со компјутер, со рентген или на главата или на не знам каде, зависи каде е локализацијата на самиот тумор или на ногата. Обично правиме периодично ултразвук на регионални, на првиот дренажен базен на лимфни јазли кој се прави, значи тоа го прават колегите рентгенолози, за да следиме дали таму нешто се случува после операцијата. Обично клиничкиот преглед и ехото или ултразвукот се нешто што е задолжително на тие контроли. Дали ќе се решиме и за нешто друго, за компјутер, дали ако се подоснежни стадиуми, тоа се води конзилијарно со колегите онколози ги преземаат овие пациенти. Се зависи од пациентот. Тогаш е тоа онколошки пациент. Ако видите, ако имате пациент во 3-ти стадиум, тој веќе не доаѓа никај дерматолог, никај хирург, тој оди на онколошко следење и таму врз база на протоколи се кажува што кај пациентот треба да се прави. Кај некој може треба да се направи, не може, сигурно треба да се направи PET скен. Значи да се скенира целиот организам за да се види дали некаде има некоја метастаза што се појавила. Тоа се работи кои се точно стојат во протоколите. Ние ги користиме во нашата работа во Аџибаден Систина, кај нас NCCN протоколите, тоа е National Cancer Comprehensive Network, најголемата мрежа за тумори, која ги има сите протоколи, е американска, и врз база на тоа што се водичите, што се гајдлайнзите, што се советува во одреден стадиум да се прави, тоа правиме. Значи не импровизираме заради тоа што медицината се базира на протоколи, на тоа што треба да направите во одреден стадиум. Во нулти стадиум, кога ќе дојде пациент и ќе го извади, јас му велам оди дома и не се прегледува воопшто. Значи за таа конкретна промена ти си здрав човек, контролирај ги другите промени на телото. Заради тоа што за тие другите промени на телото сакав да ве прашам, нели советувате кога ќе се воспостави веќе една состојба на одредена бенка, одредена положба на телото и така натаму, не советувате да се прегледаат сите останати кога веќе се отстранува нешто, да се отстрани нешто друго? Секогаш се советува да се отстрани, да се прегледа целото тело. Се што можеби некогаш според ваша проценка би развило меланом. Во право сте, кога ќе видиме дека има меланом, се прегледуваат сите пигментни промени на телото. Имаме и случаи кај кои не може да го најдеме примарниот тумор. Значи доаѓа пациент кој со биопсија во лимфни јазли или со не знам биопсија на некој орган или ткиво се најдени метастази кои на рентгенолозите им личат дека се од меланоцитно потекло. И прво што доаѓате на дерматолог да видиме дали има некој примарен тумор на кожата. Често пати се случува да не можеме да го откриеме. Заради тоа што меланомот не секогаш се јавува на кожата, понекогаш може да биде и на слузниците некаде внатре, може да биде во окото, може да биде
во други органи. Но најчесто е на кожата. Најчесто е на кожата. Да. Во огромно мнозинство, мислам, без малку 100% е на кожата и затоа кожата претежно е фокус кога ќе се најде таков пациент. Да. Но треба да биде и фокус кога се само прегледите во прашање, треба да биде фокус и кога е здравствената култура во прашање. Што значи здравствена култура? Дали значи тоа само кога ќе се јави проблем тогаш? Обично велат и она што можам да го најдам и по социјалните мрежи, во оние групи, совети едни на други, кога даваат некој кој што поминале меланом, вела доколку имаш многу бемки по телото, треба да се прегледаш. Вистина е тоа или мит? Тоа е вистина. Луѓето што имаат многу бемки треба да се прегледуваат почесто отколку останатите. Тоа се вика синдром на повеќе бемки. И кога имате повеќе пигментации, шансата да се јави нешто на тие повеќе пигментации е поголема отколку кај некој кој има помалку. Тоа е отприлика логиката на тоа што луѓето го пишуваат и е тоа точно. Значи треба, што значи здравствена култура? Здравствена култура значи прво да се отиде на преглед. Нашите дерматолози во Македонија се добри дерматолози, добро едуцирани и било каде да отидат ќе најдат квалитетна здравствена заштита. Втора работа што треба да истакнеме дека мора да се штитиме од сонце. Денес се знае дека ултравиолетовото зрачење е фактор број 1, ризик број 1 за развој на кожни тумори. Тој е докажан канцероген кој е како таков поставен од Светската здравствена организација. Затоа треба кремови за заштитен фактор 50+. Постојано кажувате без разлика на временскиот период. Значи, ако одите на сонце, 50+, ние сите сме помалку недисциплинирани. Да речеме, спортуваме, возиме велосипед или не знам, пешачиме. Не мора ништо посебно, пешачиме. Да пешачиме. Сето тоа е врзано со долго изложување на сонце. Тоа мора да биде направено со употреба на заштитен фактор за сонце, особено заради тоа што Македонија не е Норвешка. Ние имаме сонце преку целата година, така да. Се радуваме поради тоа што така, но тоа мораме веќе да научиме како да се однесуваме. Тоа е убавината на нашата земја, ама ние мораме да научиме да се заштитиме од сонцето. Летно време мора и капа да се носи, соодветна облека да биде покриена. Не треба да гориме во оние шпицовите помеѓу 12 и 16 часот кога сонцето е екстремно топло, кога најблиско е до земјата и кај што може само да не испржи и ништо корисно тоа нема да видиме. Искористам дека се летниот одмори во прашање, па да ве прашам исто така, при крај сме со времето за еден мит или вистина, дали ако веќе имаме постигнато некаква пигментација, односно сме фатиле боја, народски кажано, дали тоа значи дека ние сме повеќе заштитени од оние кои што не фатиле боја, да, и дека не треба да ставаме фактор 50. Тоа е што вие Тоа постои народски, тоа постои народски, постои стручно и е многу паметно што го прашате. Тоа се вика light hardening ефект, значи да ве направи поотпорни на сонцето. Меѓутоа, тоа треба да биде направено на природен начин. Она што не го сваќаат голем дел од луѓето што доаѓаат кај мене, особено од женскиот пол, кои одат во солариуми, на кои им кажувам дека во солариумите 24 пати е поголем ризикот да развиете кожен тумор отколку од обично сончево зрачење. Така да тоа што некогаш било голема мода, денес веќе таа мода се напушта. Добро е да имаме мала припрема, мал тен пред да отидеме да се изложуваме интензивно на сонце, да. Ама тоа не треба да биде направено во вие артифицијални вештачки извори на светлина, заради тоа што тие носат огромен ризик. Во Америка, во најголем дел од федералните држави се забранети за употреба, а самото сонце, ако имате еден тен со постепено изложување пред да отидете директно целото тело да го изложувате на плажа, е позитивно. Тоа навистина може да помогне да ве заштити. Да биде заштитен фактор за останатиот летен период. Тоа е заштитен фактор зашто кожата е веќе припремена. Веќе е припремена, епидермот е веќе површниот слој на кожата малку задебелен, пигментот е поназначен и сето тоа возможува да таа полесно се брани од сончевото зрачење, но тоа не исклучува повторно употреба на заштитни фактори за сонце, дали се со минерални филтри, дали се со хемиски филтри, како се едно. Ние мора да ги употребуваме, затоа што мора да се заштитиме, особено треба да ги штитиме најмалите, затоа што денес се знае дека меланомите обично се поврзани. Една од статистиките кажува со епизоди на изгореници во детството, што се предизвикани од ексесивно изложување на сонце. Сите ние сме поминали низ таква епизода во животот, нема кој не поминал. Ама во тој период не сме знаеле. Денес кога знаеме, ние треба од тоа да се заштитиме. Тоа е основното правило, да се заштитат
себе си, да ги заштитат своите деца, најмалите, од сончево зрачење и да се изложуваме на сонце, да уживаме во сонцето. Летото е убав период, ама што викаат старите, со памет. Да. Со памет. Да. Благодариме, докторе. Благодарам на поканата. Да, секогаш податлив разговор, се надевам дека помогнавме со советите. Благодарим.